Јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите. Така зборуваше тој, стожерот на македонското револуционерно движење. Јунакот кого денес повторно го чествуваме, овој пат по повод 150 годишнината од неговото раѓање. Љубовта и почитта кон него, но и љубовта и почитта кон татковината повторно не собраа пред овој споменик кој гордо се издигнува во центарот на Струмица, за да му се поклониме на најголемиот помеѓу големите, на нашата гордост и гордоста на сите генерации македонци. Гоце Делчев. Никој не може да остави во македонскиот незаборав толку грандиозно револуционерно дело и никој не може да го положи својот живот за македонските идеали без пред тоа да се роди. Токму затоа 4 февруари е датум кој е вечно врежен во македонскиот историски времеплов и во колективната меморија на македонскиот народ. Се случи тоа во Кукуш на денешен ден, 4 февруари 1872 година. На Никола и Султана Делчеви им се роди третото, но прво машко од 9 деца колку вкупно ги има. Со раѓањето на нивниот син се роди и најголемиот македонски син, Георги Гоце Делчев. Да не се случеше тој 4 февруари пред 150 години, денеска ќе бевме посиромашни за главната и носечка алка на македонската револуционерна мисла. Во оваа свечена прилика, убаво е да преповториме дел од она што со гордост го имаме учено за Делчев. Сместено во едно од најважните поглавја на нашата пребогата историја. Гоце растел во имотно, но честно семејство. Во периодот од 1879 до 1880 година Гоце бил ученик во прогимназиското училиште во Кукуш, а потоа го завршил средното образование во Солунската машка гимназија. Во 1891 година се запишува во военото училиште во Софија. Како питомец, тајно ги посетувал социјалистичките кружоци и ја ширел социјалистичката литература, поради што бил исклучен од училиштето. Подоцна Гоце станал учител во трикласното училиште во Штипско Ново село, каде што се запознал со Дамјан Груев, еден од основачите на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Како резултат на блиското пријателство меѓу двајцата слободолюбиви македонци со револуционерни идеи, Делчев се приклучува во организацијата во 1895 година, за наборго да стане и нејзин водач. Во летото 1896 година во Солун се одржал Конгресот на македонските и одринските револуционерни сили. Гоце, заедно со Ѓорче Петров, добиваат задача да изработат правилник и устав на тајната македонско-одринска револуционерна организација. На почетокот од јануари 1898 година се востановува Четничкиот институт, а Гоце Делчев е назначен за началник на сите чети во Македонија. За време на честите обиколки низ Македонија, Делчев работи на создавање на организациона мрежа од бази, комитети и комитски чети. Целта на таквите активности била автономија и целосно ослободување на Македонија и одринско од османлиските поробувачи. Како резултат на своите револуционерни и социјалистички ставови, врз кои се темелат сите негови активности, Гоце знаел да каже: ние се бориме за слободна и независна Македонија, со широки права на сиромашното население.
Во таа борба барал од своите соборци истрајност, верба и бескомпромисна љубов кон Македонија. Јас не сакам востание со луѓе што ќе ме напуштат при првиот неуспех. Јас сакам револуција со граѓани кои се кадарни да ги понесат сите искушенија на една долготрајна борба, каква поради жестоките политички услови ќе биде и наша. Рекол во една прилика апостолот на македонското револуционерно движење. На редовното советување во декември 1902 Гоце Делчев заедно со Даме Груев, Јане Сандански и други нивни истомисленици решиле да не се крева фронтално востание во Македонија, туку да се води партизанска борба. Во таа смисла Гоце рекол: не ние да ја победиме Турција, туку таа да не победи нас. Во јануари 1903 година Гоце отворено се изјасни дека е против креирање востание, подоцна познато како Илинденско востание, сметајќи го истото како преран и неподготвен чекор. Според неговите современици, Делчев бил разочаран од фактот дека ВМРО всушност тргнува по патот на врховистите, против кои жестоко тој се бореше. Иако разочаран од таквиот расплет на настаните, неговото револуционерно дело не стигнувало. Крстосувајќи низ македонските градови и села, во обид да спречи востаничка авантура која пред време била осудена на неуспех, Делчев бестрашно итал кон својот животен крај. За жал се случи и Баница. За жал се случи тој злокобен 4. мај 1903 година. На пат за планината Али Ботуш, каде што било планирано да се одржи состанок на Серскиот округ за да се разгледа решението за кревање востание, Делчев, предаден и смртно погоден од турскиот аскер, го положува својот млад живот. Ете така Гоце Делчев ги испишуваше најсветлите страници од македонската историја. Ете така ги оставаше своите револуционерни траги. Ете така по својата земја македонска чекореше со верба и љубов за татковината. И денеска, кога одбележуваме 150 години од раѓањето на апостолот на македонското револуционерно движење, треба да знаеме, да го почитуваме и негуваме неговото име и дело. Четивото за него треба да го повторуваме, за да го спастриме од заборавот, но и да го пренесуваме од колено на колено и на оние кои доаѓаат после нас. Вистината за нашето минато и вистината за нашата сегашност нека ни го трасираат патот кон една светла наша заедничка иднина. Гоце Делчев, без друго и во таа иднина, ќе го има своето заслужено место во меморијата на нацијата и државата наша македонска. Во тоа име нека ни е вечен споменот за раѓањето, животот и револуционерниот пат на најголемиот македонски сил. Благодарам.